Благодарам. Почитувани браќа и сестри, почитувани присутни. Драго ми е, мило ми е, што сме вечерва собрани во волку голем број. Почитувани присутни, ние сме навикнале и на кампањи во јули на 40 степени, но еве се навикнуваме и на кампањи во ноември и декември, нека биде и 0, нека биде и минус 10, но ние ќе преораме цела Македонија и имаме намера сериозна да победиме и во Македонија и во Тетово, особено во Тетово. Ете затоа нашите митинзи не се во некоја мала улица, па и кога сме малку да изгледа дека сме многу. Не, за разлика од СДСМ и неговото раководство, нашите митинзи се тука во центарот на Тетово, да не чуе градот, да не види градот, да кажеме тоа што имаме. Не собир со 500 луѓе, туку собир, митинг со 5000 луѓе. Благодарам Тетово, благодариме Тетово. Браво Тетово. Благодарност до целото и верното членство на ВМРО ДПМН, кое што овие долги години и долги децении е приврзано и кон ВМРО ДПМН и кон идејата за Македонија. Но исто така, би сакал да упатам голема благодарност и до нашите коалициони партнери кои што се тука помеѓу нас. Благодарност до господинот Стефче Акимовски и неговите од Гром. Вие сте голема поддршка наша. Заедно сме посилни. Благодарност до господинот Шабан Салију и демократските сили на ромите. Вашата поддршка ни значи и тука и во Гостивар и ни цела Македонија. Благодарност до господинот Живко Јанкуловски и до неговото членство. Заедно сме, благодарност за подем, нашата коалиција со вас е поголема. Благодарност исто така и до Социјалдемократската унија, благодарност до господинот Бајрам Берат и неговото членство, благодарност и до господинот Страшо Ангеловски и Маак. Вашите говори, вашите обраќања се секогаш добредојдени во Тетово. Благодарност до вас. Проштевајте ако пропуштив некого, не ми замерувајте, не има многу. 25 политички партии сме. 25 политички партии обединети околу идејата за Македонија. Во овие неколку минути би сакал исто така да упатам и голема благодарност и да замолам за голем аплауз за досегашната пратеничка на ВМРО ДПМН од Тетово, господја Светлана Карапетрова. Благодарам, заедно се боревме и за Тетово и за Македонија. Исто и до господја Ружа Ѓорѓевска, до господја Наташа Јаневска и до сите пратеници на ВМРО ДПМН во 90-тите години. ВМРО има длабоки корења и во Тетовско, и во Гостиварско, и во Мавровско-реканскиот и Дебарскиот крај. Би сакал во воведот да се заблагодарам исто така и на министерот Зоран Јолевски, и до војниците на армијата на Република Македонија. Кога минатата година беше најтешко со поплавите, тие беа тука. Благодариме министре Јолевски што сте тука со тетовчани. Драги браќи и сестри, би сакал особено, без ниту еден свиреш, без ниту едно уа, да се обратам до членството на СДСМ, затоа што во 6-та изборна единица, но и во цела Македонија, и во Тетово, и во Гостивар, и во Маврово, и во Дебар, потребни ни се нивните гласови, затоа што заедно ја сакаме Македонија унитарна, затоа што заедно ја гледаме Македонија целовита,
Затоа што заедно сакаме да го одбраниме со членството на СДСМ уставниот поредок на Република Македонија. Ова е повикот до членовите на СДСМ. Македонија, Македонија, Македонија. Добре дојдени сте. Кога одам од врата до врата, кога одам по градовите и селата, и членови на СДСМ ни велат, долги години гласавме за СДСМ. Кога ќе помине ова, ќе гласаме повторно за СДСМ. Но ваквите идеи на Зоран Заев нема да ги поддржиме. Ваквите обврски на Зоран Заев и СДСМ нема да ги поддржиме. Од тие причини, ајде да се обединиме, ајде да бидеме сплотени, ајде да бидеме сложни. Ајде на 11 декември да ги повториме идеалите на 11 октомври. Идеалите на 11 октомври кои што се сакаат, кон кои што сме приврзани и во Тетово и во Македонија. Затоа што Тетово е град на Гоце Стојчевски амбарче. Тетово е град на Илјо Антевски смок. Тетово е град на Мержан. Тетово е град на партизаните. Тетово е град на комитите. Тетово е град на војводите. Тетово е град на бранителите. Заедно сите сплотени за Македонија. Драги браќа и сестри, од тие причини, ваквиот СДСМ и ова раководство на СДСМ не може да се препознае со она што беше СДСМ некогаш. Ова редефинирање на државата, оваа федерализација која што се најавува, не е она зашто Киро Глигоров ја напиша книгата Македонија е се што имаме. Киро Глигоров многу го почитував, тој ми ја потпиша таа книга Македонија е се што имаме на саемот на книгата во Скопје. Ова не е концептот на Благој Ханџиски. Ова не е концептот на оние кои што исто така изминативе години гласаа за СДСМ тука во Тетово, во Гостивар и во другите општини. Почитувани присутни, иако и со Бранко Црвенковски сме имале многу несогласувања, жестоки политички битки, жестоки политички различни концепти, но ваквиот концепт на Зоран Заев ниту го поддржува Бранко Црвенковски, ниту го поддржува Илинка Митрева, ниту го поддржува Никола Поповски како нивен поранешен председател на Собранието и министр за финансии. Ваквиот концепт на ова раководство на СДСМ не го поддржува ниту Зоран Јовановски како доскорешен подпредседател на СДСМ, ниту почитуваниот Андреј Петров како поранешен генерален секретар на СДСМ. Ваквото редефинирање на Македонија најавено не го поддржува ниту Борис Кондарко, ваквото најавено редефинирање на Македонија не го поддржуваат ниту дузина членови на СДСМ. Ете затоа е нашата упатена рака до членството на СДСМ. Ајде заедно да си одбраниме државата и ВМРО, ДПМН и старото членство на СДСМ, да ги одбраниме идеалите на комитите, на партизаните, на илинденците, на бранителите. Заедно за Македонија. И македонци, и турци, и албанци, и роми, и власи, и срби, и бошњаци, и сите други. Заедно за Македонија! Браќа и сестри, за Тетово и Тетовско имаме голем број на проекти. Имаме проекти и за општина Јагуновце, и за општина Теарце, и за општина Брвеница, и за општина Боговиње. Благодарност до оние кои што дојдоа од Урвич и од Јеловјане. Благодариме за вашата поддршка. И од Маврово Ростуши од Реканскиот крај.
Доаѓаме таму. Нека врне снегот, ние ќе бидеме поупорни. Нема село во кое што нема да појдеме. Драги браќа и сестри, од срце ве поздравувам. Ви порачувам, 11 декември не е обичен ден. На 11 декември секој од нас има лична мисија, лична задача, личен повик да гласа за Македонија. Заокружете го бројот 1. Знам дека има и многумина кои што ни се лутат, дека има многумина кои што имаат оправдани очекувања, дека има многумина кои што мислат дека некои работи сме ги погрешиле. Има и многу луѓе кои што мислат дека некои работи треба да ги подобриме. Ве слушаме, ја примивме пораката. Ке се обидеме да бидеме што е можно подобри, уште подобри, затоа што има многу проекти кои што заеднички со ваша помош ќе ги реализираме. Да одбраниме унитарна Македонија, да го одбраниме уставниот поредок, да бидеме обединети, сплотени и сложни. И во Тетово граѓаните имаат јасен избор за тоа кој треба да биде пратеник од овој град. Имаме почит за секој кандидат. Никого нема да навредиме, спрема секого ќе имаме почит и фер однос. Од една страна, граѓаните на Тетово, како свој представник во Собранието на Република Македонија, можат да гласаат за листата на СДСМ, за почитуваната Ѓулсенар Касапи, која што ве молам, не, спрема секого ќе имаме почит. Имаме почит спрема сечија личност, спрема сечија концепт. Значи, од едната страна на листата на СДСМ е почитуваната Ѓулсенар Касапи, која што има своји идеи, која што има своја поддршка, која што е дел од листата на СДСМ, кој што не е наш политички непријател. Ние сме соперници. Но од другата страна, граѓаните на Тетово и новој регион ќе можат да гласаат за личност која што силно ќе ги брани државните и националните интереси. Личност која што ќе стои за технолошко-индустријската развојна зона во Тетово и нови автопатишта. Личност која што силно ќе биде на оно што се нарекува поддршка за Тетово. Горан Манојловски во парламентот за Тетово и тетовчани. Да сте ми здрави и живи, да живее Тетово, да живее општина Теарце, да живее општина Јегуновце, да живее општина Брвеница, да живеат Турвичије, Ловјани и Боговиње, да живее нашата сакана Република Македонија. Нека е вечна, нека е суверена, нека е независна. Да живее Европска Македонија. Благодарам.